No. Македония. К И Р И Л И Ц А Кирилица. З Б У К Азбука за учение лесна, світеє, учене, світеє, како песна. А, Б, В, Г, 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 Е, Ж, З, З, И, К, Л, М, Н, Н, О, Л, Р, С, Т, Г. Свята азбука я научить ясно. Лесна, Ще мало. Панонските легенди или моравско-панонските легенди или обширните житија на браќата словенски просветители Константин, Кирил и Методија, поединечно наречувани уште житие на Свети Кирил и житие на Свети Методија, најважни се и најкомплетни извори на браќата просветители напишани и на словенски јазик. Панонските легенди содржат во себе драгоцени податоци за животот и работата на творците на првата словенска азбука, најстарата словенска писменост и книжевност и првиот словенски книжевен јазик, во чии основи влезе говорот на македонските словени од Солунско од средината на 9 век. За разлика од сите други извори за браќата просветители, пишувани на словенски, латински и грчки јазик, панонските легенди дават вистинска биографија. На моменти други и со многу прецизни податоци на браќата Кирил и Методија, често исполнета и со убави книжнивни кватители, ножитни во себе романа, времето во кое се пишувани. Околку 1100 години неделат од подстанокот на првиот дел од панонските легенди, од житието на Свети Кирил, еден од првите чисто книжеви состави, напишани на словенскиот јазик, на кој биле создадени и првите преводи од грчки на словенскиот јазик, што ги направиле браќата Кирил и Методија. Нешто малу подоцна панонските легенди биле дополнети со вториот дел, со житието на Свети Методија, и овие историски дела доживееле во текот на вековите низа преписи, а во последново столетие и повеќе изданија. Нашите просветители, солунските браќа Свети Кирил и Методи, македонци пород, апостоли на словените станаа. Најубава азбука за нас создадоа, глаголица име и дадоа. Голема мисија сторија, а со тоа испиша историја. На нашите просветители, патрони на Европа, празник денес им славиме и од срце им благодариме. Свети Кирил и Свети Методи. Минале векови долги и уште многу ќе минат, а вашите имиња светли никогаш нема да згинат. Посветли ликови за нас нема од небесен свод. Азбука вие ни дадовте на целиот словенски род. Вие солунски браќа, учители наши светлини, го учевте словенскиот народ со книга напред да врви. А како сонцето светло, вечно од небо што сјае, така сред родот словенски делото ваше ке трае. Нека не чести 24 мај, ден на се словенските просветители, Свети Кирил и Свети Методи. Брз база на кажувањето на панонските легенди и комбинирано со останатите избори во славистичката и историска наука се напишани голем број монографии и студии во кои се насликани ликовите на заслужните словенски просветители и е прикажана нивната многу корисна дејност како византички дипломати и просветители и ширители на христијанството кај разни народи, меѓу кои се спаѓаат и словенските народи. Песна за 24 мај. Светите браќа Кирил и Методи една задача ни дале. Азбуката да ја учиме, да пишуваме и да ја чуваме. Кирилица, латиница пишуваме сите ние, буквите од азбуката ги измислиле тие. Го славиме денот кога месецот е при крај.
Честит нека е деца празник од 24. мај. 24. мај. Денес го славиме денот на се словенските просветители, на нашите први учители. Ден празничен свечен, по светите браќа Кирил и Методи наречен. Со кирилицата денес ние пишуваме. Со неа благодарност искажуваме. Азбуката мила, кирилицата света. Во нашите книги неуморно цвета. На овој ден имината свети ги споменуваме и секој час си ветуваме, кирилицата ќе ја чуваме. Поздрав од Македонската школа во Равенсбург со учителката Анастасија. Мај, денот што треба да го славиме и никош да не го забораваме. Денот посветен на македонските просветители Кирил и Методи, учителите што ја создале првата словенска азбука глаголицата, а нивните ученици и наследници кирилицата. Учителите кои ни издигнале на повисоко културно образовно ниво и во наследство ни оставија азбуката и писменоста. Затоа треба да го негуваме нашиот македонски јазик и да ја употребуваме кирилицата, која не прави поразлични и побогати од поверливиот дел од светот. Кирилица. Еве остра молитви. Варам рими за нови стихови. Пишувам букви мали и големи. Печатни, ракописни, кирилични. 31 птица. Весело пеат во хор на жица. И секој глас има своја буква од нашата азбука кирилица. Читаме, пишуваме со секоја прилика. Сварно писмо, задни букви, кирилица, кирилица. Да ја сочуваме од секоја неприлика. Нашата прва азбука кирилица, кирилица. A, B, C, D, E, F, G. Учиме странски јазици, но најважно од C, M, A, B, V, K, T, G, E, да не ги забравим. Нашиот јазик е македонски, нашето писмо е кирилско. Во аманет ни е оставено пред многу векови за многу векови. Родниот јазик е бисерен гердан од зборови, плодови сочни. Мислите тие ти ги редат, со слики јасни и точни. Тој е влуток, непресушен, вечен, низ бистри капки. Зборови течат, жубори, клокоти звони, се лее, кој јасна звезда секој збор бее. Тој ни е завет од дедовците, како пламникот од огништото. Чувај го како црнката во очите, без јазик си никој ништо. 24. мај. Денес го славиме денот на се словенските просветители, на нашите први учители. Ден празничен свечен, по светите браќа Кирил и Методи наречен. Со кирилицата денес ние пишуваме. Со неја благодарност искажуваме. Азбуката мила, кирилична света. Во нашите книги неуморно цвета. На овој ден имињата свети ги споменуваме и секој час си ветуваме. Кирилицата ќе ја чуваме. 4. мај. Денес го славиме денот на се словенските просветители, на нашите први учители. Ден празничен, свечен, по светите браќа Кирил и Методи наречен. Со кирилицата денес ние пишуваме, со неја благодарност искажуваме. Азбуката мила, кирилична света, во нашите книги неуморно цвета. На овој ден измињата свети ги споменуваме и секој час си ветуваме.
Кирилицата ќе ја чуваме. Нашиот јазик е македонски. Нашето писмо е кирилско. Во аманет ни е оставено. Пред многу векови, за многу векови. 24 мај. Денеско славиме денот на се словенските просветители, на нашите први учители. Ден празничен свечен, посветите браќа Кирил и Методи наречен. Со кирилицата денес ние пишуваме, со неја благодарност искажуваме, азбуката мила, кирилична света, во нашите книги неуморно цвета. На овој ден имињата свети ги споменуваме и секој час се ветуваме. Кирилицата ќе ја чуваме. Поздрав од Македонското училиште во Равенсбург со наставничката Анастасија. 24 мај. Денес го славиме денот на сесловенските просветители, на нашите први учители. Ден празничен свечен, посветите браќа Кирил и Методи наречен. Со кирилицата денес ние пишуваме, со неја благодарност искажуваме. Азбуката мила, кирилична света, во нашите книги неуморно цвета. На овој ден имињата свети ги споменуваме и секој час си ветуваме, кирилицата ќе ја чуваме. Името ваше е вечност. И денес, ко вчера и утре, името ваше ке сјае и делото скапо, вредно, до бесмртот што ке трае. И денес, ко вчера и утре, кои сме и што и сме знаеме, со оружје силно ги даривте, за веки амин да траеме. И денес, ко вчера и утре, со азбука ваша првна, словените стварат дела, вивнати во наука врвна. И денес, ко вчера и утре, името гордо го чествуваме и делото ваше ке го негуваме, а потомци наши ке го кажуваме. Мудроста на првоучителите која живее повеќе од 20 столетија. Браќата Кирил и Методи се свети со титула еднакви на апостолите. Нивната слава е чествувана во календарот на православната и на римокатоличката црква, каде што од папата Јован Павле II се прогласени за духовни патрони на цела Европа. Како мисионери на христијанството и основоположници на словенската писменост и култура, заслужни се за културниот развој на сите словенски народи. Нивните зборови живеат и денес. Просветен човек е оној што е праведен и добар, кој е вистинолюбив и човеколюбив. Не врне ли дожд од Бога исто за сите, а сонцето не гре ли исто така за сите? Зарем не дишаме воздух сите исто? Па тогаш, како не се срамите да признаете само 3 јазика, а за сите други народи сакате да бидат слепи и глуви. Славите ги зборовите на својот јазик, на своите дедовци и родители, на своите писатели, на своите учители, поети и научници. Оти умот и духот не може да постојат без јазика. Не одрекнувајте се од своите македонски зборови. Нека е за многу години и вечен празникот. Ве поздравуваме ние учениците од основното училиште Иван Менковиќ од Дуго село со нашата наставничка Бранкица Богатинов. Свети Кирил и Методи не упатија кон изворот на светлината и патот на вечноста. Тие го пронајдоа клучот со кој ги отворивме дверите на вечноста, со кој ги отклучивме вратите на историјата и цивилизацијата. Безстојето учителско и мисионерско дело прашање што ќе научиме и за што ќе се определиме. Тие ни ја открија тајната на зборот и силата на словото наше. Тие ни кажаа дека нашето глаголење не е помалку достојно од она на другите народи. Во Моравија недоверба. Мудроста на духот в душа зрачи. Божествен извор, недотек и довек. Го пиеме, а жек тарасне. Гори. О ангели, сред овој пекол земе, најцрвен блик сред мракот теме. Клуч за тајни врати скрити, што водат кон тврдината. Човек. Смрт во Рим. Не свети ли сонцето еднакво за сите? Не праќа ли небото дожд за сите исто?
Zašto teški kleveti, o pokora, sram? 3 jazici samo koji vi dade vam. Zar pod ova nebo slepi ludje gazat? Zar narodot neme? Proko bi go mrazat. Na ova zemlja vo gorešna maka, zar sudeno je da to nebo mrak? Аз, Буки, вели. Волшебството на зборот се искачува на трон од многусончев бресок. Тој Божи дожд од букви како се никнува од почва плодна. Расте. И недоцвет е дарот што го носи, и недобер е плодот што го зрее. Небиднина во век и веков. Амин. Без светлина нема радост за окото. Без книга нема радост за душата. Подобро да изговорам 5 збора, што ќе ги разберат сите, отколку 1000 неразбирливи. Голи и слаби се без книги народите, зашто без тоа моćно оружје не може да се борат со вразите на душите своји. За панонските легенди. Панонските легенди или моравско-панонските легенди или обширите жители браќата славенски просветители Константин, Кирил и Методија. Поединечно наречувани уште житие на Свети Кирил и житие на Свети Методија. Најважни се и најкомплетни извори за браќата просветители напишани на словенски јазик. Панонските легенди содржат во себе драгоцени податоци за животот и работата на творците на првата словенска азбука, на старата словенска писменост и книжевност и првиот словенски книжевен јазик, во чии основи влезе говорат на македонските словени од Солунското од средината на 9 век. Панонските легенди до денеска доживеале голем број научни и популарни издања во оригиналниот јазик на кој биле напишани и во разни преводи на скоро сите словенски јазици и на други јазици. Покрај тоа, многу голем е бројот на фрагментарни објавувања на панонските легенди во разни антологии на старата книжевност, како и во незачитанка и други школски прирашници. Во славистичката наука се искажани мислења дека панонските легенди прво биле напишани на грчки јазик и дека потоа биле преведени на словенски јазик. За оваа предпоставка, што ја дава еден многу солиден познавач на живото и делото на Кирил и Методија, нема некои сигурни докази, например стари грчки преписи на панонските легенди. Инаку, општо е прифатено мислењето дека оригиналот на панонските легенди бил напишан на словенски јазик. Панонските легенди не се само најкомплиментни словенски извори кои што ни ја даваат животната историја на Кирил и Методи, туку тие представуваат, како што реков, и едни од првите страници на најстарата оригинална словенска книжевност, зашто тие стануваат двојно позначајни за историјата на словенските народи, одделено за историјата на македонскиот народ. Ако овие искажувања за времето на постанокот на панонските легенди ги прифатиме за точни, тогаш од самото тоа панонските легенди представуваат дел од најстарите словенски книжевни оригинални дела и од таа гледна точка тие си имаат и одделна книжевно-историска вредност. Глаголица. Анте Поповски. И сонцето сосема се спушти, и буквите излегоа од зборот, и Исус се симна од крстот, за да те побараат, а ти никој да не те разбере, како овенато јаболко заборавено на полица, како осамен монах во пештера, само си молчиш и сам саме си глаголиш. Некоја црна глаголица. Писмо за Свети Кирил и Методи. Блажени да се твоите златозрачни очи, кои што ми го одзетоа неразумното слепило од моите очи и им огреа благоразумна светлина. Блажени да се твоите златозрачни стапки, со кои ги упати нашите заблудени нозе на прав пат. Овие пофални зборови на Свети Климент Охридски, упатени до својот учител Свети Кирил, се зборови изречени пред околу 1120 години. Восхитот на Свети Климент, искажан кон својот учител, е блажена порака за секое време и од сите генерации.
упатени кон личноста и делото на овој великан на словенската култура и просвета. Тие нека бидат и наши мисли и наши оси на овој ден и овде. Church in the